Combo Box уредот ZTE MF297D е dual band 4G модем рутер кој овозможува интернет врска преку LAN кабел, како и бежична двојна Wi-Fi врска со фреквенции од 2,4 GHz или 5 GHz. Приклучете го струјниот адаптер во штекер. Другиот крај од струјниот адаптер приклучете го во вашиот уред. Од долната страна на модемот со спајалица притиснете го ресет копчето и држете го притиснато десетина секунди. Потоа оставете време од неколку минути додека системот на уредот не се подигне целосно и не ги превземе сите потребни информации од мрежата како би можел правилно да функционира. Доколку првпат го пуштате уредот во работа или сте направиле фабрички ресет, поставете го уредот да работи најмалку 15 на минути пред да направите промени во поставките на уредот, поради тоа што уредот ги скенира околните фреквенции и проверува дали може би пречи со својата работа на други уреди. Проверката на околните фреквенции на веб менаџерот се манифестира во горниот десен нагол со иконата прикажана на екранот, која ќе исчезне после завршувањето на скенирањето. Фабрички, бежичната мрежа од вашиот Combo Box уред е вклучена и доколку вашиот уред како што е смартфон или таблет поседува NFC, вклучете го. Приближете го уредот до вашиот Combo Box уред на местото каде е поставена иконата за NFC. За момент, вашиот смартфон или таблет ќе почне да вибрира и на екранот ќе се појави нотификација дека можете да се конектирате на Wi-Fi мрежата. Доколку сакате да се приклучите на бежичната мрежа, притиснете Connect. На вашиот смартфон или таблет притиснете Settings. Притиснете Connections или Wi-Fi и ќе се отвори екран каде ќе бидат прикажани сите Wi-Fi мрежи во околината. Побарајте го името на вашата Wi-Fi мрежа од налепницата залепена на долната страна од модемот, именувана како VLAN SSID 1 или VLAN SSID 2. Доколку не знаете дали вашиот уред може да се приклучи на VLAN SSID 2, односно на повисоката фреквенција, приклучете се на VLAN SSID 1. Притиснете на името од мрежата и ќе се отвори прозорец. Потребно е да внесете лозинката која на налепницата е именувана како VLAN Key. Притиснете иконата око која ќе ви помогне при внесувањето на лозинката. Откако ќе ја внесете лозинката, притиснете Connect и за кратко време ќе се приклучите на Wi-Fi мрежата од вашиот Combo Box уред. Доколку сакате да направите промени во името и лозинките на Wi-Fi мрежите, приклучете го вашиот уред со жичана LAN врска на лаптоп или PC. Отворете интернет пребарувач и напишете 192.168.0.1. Името и лозинката прочитајте ги од налепницата, залепена на долниот дел од уредот. Притиснете Login. Доколку сакате да ги промените генеричките имиња на Wi-Fi мрежите, притиснете Wi-Fi Settings. Во горниот дел на менито, селектиране табот Main SSID, каде ќе ги направите промените за двете мрежи. Фабрички е штиклирана опцијата Sync to 5 GHz Basic Settings, што значи дека сите промени кои ќе ги направите во првата мрежа, ќе се пресликаат и на втората мрежа. Доколку сакате да направите промени одделно, отштиклирајте ја опцијата, во спротивно, што е и наша препорака, поставете ја опцијата штиклирана. По полето Network Name SSID, променете го генеричкото име по ваш избор. Потоа штиклирајте го квадратчето Display Password како би можеле промената на лозинката да ја направите полесно. Внимавајте лозинката да има најмалку 8 карактери и да се состои од бројки и букви. За потврда на промените, притиснете го копчето Apply. Ќе се појави известување дека сите уреди кои се конектирани на таа мрежа ќе бидат дисконектирани и ќе треба повторно да ги конектирате согласно направените промени. За потврда, притиснете Yes. За кратко време ќе се појави известување дека промените се извршени. За повторно да се приклучите на бежичната мрежа, следете ги упатствата кои ви ги дадовме на почетокот од овој туторијал.
Доколку се наоѓате во рурално подрачје каде покриеноста со 4G LTE сигнал е послаба, за интернет конекцијата да биде стабилна, можете да ја промените селекцијата на мобилната мрежа од автоматски во 3G. За таа цел направете го следново. Исклучете интернет конекцијата на уредот со притискање на копчето. Ќе се појави известување дека интернет конекцијата на модемот е исклучена. Притиснете го копчето Settings. Од вертикалното мени одберете Network Selection. Фабрички, модемот е подесен автоматски да се приклучи на најдобрата мрежа од операторот. Од паѓачкиот изборник, наместо Automatic, одберете 3G Only. За да ги зачувате промените, притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека промената е направена. Вратете се на почетниот екран со притискање на иконата A1 во горниот дел на екранот. Приклучете го повторно уредот на интернет со притискање на копчето. Ќе се појави екран кој ќе ве извести дека интернет конекцијата на уредот е воспоставена. Доколку сакате да активирате функцијата Port Forwarding, направете го следново. Во долниот дел на екранот притиснете иконата Advanced Settings. Во горниот дел притиснете го табот Firewall и потоа од вертикалното мени одберете Port Forwarding. Фабрички, оваа опција е исклучена и за да ја вклучите притиснете Enable. За да ги зачувате промените притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека функцијата Port Forwarding е овозможена. Ви благодариме на вниманието.